се наоѓаме на само една недела пред празникот на празниците Воскресението Христово, со вчерашниот ден, со влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим, еве и во оваа наша древна црква, Бог влезе и како што сме сите сведоци, се случуваат чудеса, пресите кои што беа изцрнети целите, не се познава светителите, почна Бог со своја рака да ги слика и да ги украсува. Но да не се радуваме, драги браќи и сестри, дека преските се возобновуваат, туку да се молиме на Господа Бога да влезе внатре во нас и да ги чисти нашите души, да ги чисти нашите срца. Зар беше потребно чудо да се случи, па да вака во голем број да се собереме на молитва овде? Должност е на сите нас постојано да посветуваме и да делиме време за Господа Бога, да доаѓаме во Домот Божи, да се предаваме на духовен разговор со Господа Бога во светите литургии, зашто во ова тешко време во кое што живееме, се отргнавме од Господа Бога. Сите чувствуваме внатрешен немир, се почесто сме спремни со нашите блиски, без потреба да се расправаме, да не зборуваме, а далеку од Бога, се повеќе чувствувајќи ја потребата за Него, чувствуваме една или друга болка и наместо да дојдеме овдека во Домот Божи, каде што Бог исцелува и каде што Бог дава се, ние, драги браќи и сестри, одиме кај надри лекари, ги посетуваме пајачите, ги посетуваме оние кои се декларираат со пророци, а и во денешното Свето Евангелие се вели дека ќе се појават многу лажни пророци, кои што во име на Бога ќе велат дека исцелуваат и лекуваат. Како може слугата да биде поголем од својот Господа? Како може некој кој што ниту дошол во црква, ниту се прекрстил, а ги злоупотребува Божите икони, да лекува и да ги упатува луѓето да им предскажува иднина, а ги упатува во црква и вели отворете ја црквата и ќе најдете лек за она што го барате? Тогаш, драги христијани, одејќи на таквите места и доаѓајќи да ја отвориме црквата, приличиме на еден жеден човек, кој што ќе помине дол пат, барајќи да се напие вода, ќе дојде, ќе го најде и изворот и да наместо да ја угаси својата жед, тој повторно назад само ќе го види изворот и повторно се враќа жеден. Единствено Бог дава лек и исцелува, ако искрено го почитуваме, ако искрено се молиме и се поклонуваме на Него, ако се трудиме да ги држиме овие пости кои што Бог ги пропишал, но не да ги држиме само со откажување од мрсна храна, а повторно Домот Божи не се посетува. Вниманието во денешно време и на малку време што ни останува, ни го зема телевизорот, гледаме различни серии, телевизорот не обврзува, велиме немаме слободно време, а со тоа преку телевизорот делува нечестивиот. Не обврзува со тие серии кои колку да се различни, за една суштина зборуваат за неморало. А жалосно е што сето тоа го гледаат и нашите дечиња и растејќи утре наместо тие да не почитуваат и да бидат вистински христијани, тие уште полоше ќе бидат однос. Уште подалеку ќе се оддалечуваат од Господа Бога и само ќе се именуваме со името на христијани. Не е доволно само со крштевањето да ја исполниме својата одговорност кон Господа Бога, но и понатаму во животот должни сме Бога да го почитуваме, а многу малку тој бара од нас. Само еден час во неделата да појдеме во нашата најблиска црква и да се за време на светата литургија да се посветиме на Бога преку молитва, да си простуваме, искрено да се каеме и да пристапуваме кон светата тајна исповед, тоест покаяние, преку која духовно ќе се чистиме, за дори потоа достојно да го примаме телото и крвта Господови. Зашто она што примаме преку светата тајна причест, драги браќи и сестри, тоа е самиот Христос. А ако го ставиме во нечести садови, тогаш си поигруваме со светињата и не се причестуваме за наше душевно и телесно здравје, но се причестуваме за осуда. Оти во Светото Писмо се вели дека нема човек кој макар еден ден ќе поживее на земјата, а да не сгреши. Значи, должност ни е на сите во овие
nekoliko denovi pred praznikom na praznici da se potrudimo da pojdeme v crkva, da odbereme kaj sveštenik, da odbereme da sveštenik koji će biti naš duhoven otec, pred koji će ga otvorime svoje srce, a tvoj otac koji će nas osluša preko razrešitelната molitva će go pomoli Gospoda Boga za site greovi koji što se kajem i sme gi storili, Gospod Bog da ni gi prosti i dori togaž dostojno da se sjedinime sa Boga preko svetata pričest. Amin. Pridete da podelime i svetata napora i za vreme nova liturgija povtorno jedno čudo na tronot Vladičke se nađe ikonata na Boga, počne da dobiva crvena boja. Znači, ima i na sami od ikonostas ima razlika. Blagosloveno Gospodovo, da ne nados. Blagodat na sve prijudište i sve što Amen. Gospodovo, da ne nados,